Еве сега се упатувам кон куќата на тетка Ленка да видиме до каде се. Носам со мене подароци за Дејана, бидејќи не стигнав да дојдам на роден ден. Имав проблеми со мојата кола. За среќа мислиме дека ја отстранивме неволјата, односно видовме во што е проблемот. Од каде сум губила струја. Значи, нашите верни пријатели од Кестолени денеска ни дадоа сендвичи за многу лица. Еве овде сакам да донесам, како и златна рака Кики. Подели веќе на едно семејство. И да видиме што е денеска, што се работи денеска. Ајде да изненадиме Дејанка со подароци. Тука течеше Ренатка. Значи тука пошто имало проблем горе со покривот и сега не може да се отстрани со тој материјал што го имаме моментално, со лепакот и со што купивме, што имаше последно? Лепак. И мрежа става. Да. И абрит ќе стават. Да, но мајсторот Мартин ми кажа дека тука горе на таванот, овие што се како флеки, тоа е бидејќи сте имале проблем со покривот и мора да се стави гипс. Да, реч Мартин, реч. Да, тој ми напише во порака што треба точно, ние ќе гледаме да го обезбедиме тоа најбрзо што може, за да може да се санира целиот дефект. Нема да личи убаво ако тука се среди. Тука е мачкано, да. А горе да остане вако. Добре, јас му кажав на Мартин да ми напише што точно треба. Таму као во за Амадеја човеците зацидаа дека беше. Да, тука имаше дупките. Да. А каде се плакарите тие што беа тука? Тие треба да се фрлат. Тие не треба. треба. Се ојде у ливадата, треба еден трактор ја да фана и Те фанеме некој да го однесеме да се фрли се што има долу. Вика мајстор, вика, мушни тастора. Тука имаше значи кревет, да. Да, така. Ама не беше функционален. Не беше добро. Значи, креветот, тие шифонери нешто што имаше беше едно скапано шпоре и оно е за отпад. Се што можеме со трактор да фрлиме, да нема тука нели да не се ствара ѓубре, тоа ќе го платиме некој трактор, ќе собереме и ќе после постепено ќе донасаме нешто поново, поубаво. Имаме и ние нешто во здруженијето, некои плакари убави од една фирма кога се селеше од едно место до друго. Ќе видиме само еднаш да се санира целиот онај проблем што е, да се обезбедат услови, после за мебел е полесно, ја мислам. Нема да има проблем. Да. Даски што се овде во дворот ќе се искористат за покривчето на терасата. Другиот покрив нема потреба моментално да се реновира и санира. И еве, тука планираат мајсторите да стават, да го затворат овој простор, да има само едно мало прозорче тука и овде исто да се пополни и ако даде Бог, нели, сакаме и да го исфарбаме да биде малку по-лично, што би се рекло. Ова што е како отпад тука, ќе ангажираме и ќе видиме каде може да се фрли со некој трактор и слично. И плакарите, значи ова што е тука е се од слобода што е извадено и сосема нефункционално. Јас во меѓувреме денеска се слушнав и во случајот со Ангела. Денеска и таму во Јакимово ќе дојдат мајстори, односно фирмата што е за да им направи врати и прозори бесплатно. Значи подоцна ќе објавиме точно што и како. И за таму го чекаме мајсторот, оно што требаше, нели, хонорар бесплатно уствари да им работи, да дојде и да се јавиме да го донесат материјалот што исто така дониран за вукупатилото. За тука, значи уште еднаш ка нагласувам што е се потребно за да се заврши собата, видејќи во собата има еден проблем. Горе на таванот не може никако да се сокрие тоа што е направено штетата од дождовите кои порано правеле проблем од таванот и ќе мора да се купат дополнително гипс и нешто таму што беше наведол. Сега ќе објавиме, ќе ви напишеме што точно ми пишуваше мајсторот.
ако може некој да помага се уште за овие 2 семејства за кои е отворено се уште нели она што сме започнале, можете слободно да не контактирате, да донирате, да купите некој материјал, да платите нешто што ќе купуваме и слично. Искрено, за во Јакимово најмногу ќе ни требаат средства за мајсторите за покривот, бидејќи другото нели сепак ќе го обезбедиме од донацијски пари, но нели ќе бидеме во контакт и ќе ви известуваме што и како.